Почитувани, социјалната реформа спроведена во изминатиот период од страна на Министерството за труд и социјална политика на Република Северна Македонија започна да ги дава своите резултати. На териториите на општина Прилеп, Долнени и Кривогаштани, каде што е местно надлежна јавната установа Центар за социјална работа Прилеп, над 2000 домаќинства го остваруваат правото на гарантирана минимална помош. Ова право за прв пат во изминативе години овозможи социјално ранливите категории да примаат зголемени социјални трансфери во парични средства кон своите семејства, се со цел подобрување на животниот стандард на овие домаќинства. Ако до пред социјалната реформа едно стандардно 4-члено домаќинство примаше до 50 евра или 3000 денари социјална парична помош, со новото право гарантирана минимална помош и образовниот додаток и детскиот додаток како нови права кои полесно ги користат овие домаќинства, сега едно 4-члено домаќинство каде има 2 школски деца ќе примаат отприлика 10.600 денари. Новото право социјална сигурност за старите лица, што ми е особено драго што почна да се применува, веќе 500 домаќинства каде има стари лица на териториите на овие општини започнаа да го користат ова право. Износот кој старите лица го примаат е 6.000 денари и енергетски додаток од 1.000 денари за месеците од октомври до март. Енергетскиот додаток исто така го примаат и корисниците на гарантирана минимална помош. Пакетот на мерки од социјалната реформа покажува дека Министерството за труд и социјална политика започна на вистина, не само декларативно, да се грижи за социјалните ранливи категории на граѓани, да имаат еден достоинствен приход во моментот на социјалниот ризик и побрзо нивно враќање на пазарот на трудот, нивно вработување, се со цел овие лица да ги извадиме од сиромаштија. Новото право, правото на траен надоместок за лица, за родители кои се грижеле за своето дете со попреченост до 26 годишна возраст, исто така започнаа да го остваруваат десетина домаќинства на територијата на општина Прилеп, со што им даваме особена почит на овие родители кои својот живот, наместо да се вклучат во работниот процес, им го посветиле на децата кои ги имале со попреченост. Со ова се покажува дека Министерството започнува не само декларативно, туку навистина да се грижи за ранливите категории на граѓани. Исто така, особена чест на крајот ми е да напоменам дека од вторник започнува да работи подрачната канцеларија на Центарот за социјална работа во општина Долнени, односно во општинската зграда во Ропотово. Ги повикувам сите жители на општина Долнени своите права од вторник да почнат да ги остваруваат во оваа местна канцеларија, со што Министерството и Центарот за социјална работа се впушта во средината на граѓаните, да ги намалиме патните трошоци и полесно овие социјално ранливи категории на граѓани да ги остваруваат со своите права.